во средно образование, важно, меѓутоа и на факултета многу важно од пракса луѓе да доаѓаат и да презентираат и не само да се тргне од професиите машка, женска, туку и од работата, бидејќи и да се заврши професија која што е, ајде да речем условно речено машка, после и во процесот на вработување, веќе тука ќе фирмите веројатно треба некој raise awareness да се направи. Значи и во кога се бара работа да не биде, нели, се окей, ја завршив машински електрофакултет, ама пак ја работам нешто што е условно речено под женска работа. Тоа малце и од дома ни е, мислам дека на сите на некој начин наметнато. Значи кампања според мене не само за образованието и за факултети и за средни школи, туку и за луѓето, за семејствата, што се уште важи тоа дека ако има женско дете, нели сите родители некако природно го насочуваат, сега заврши економски факултет, па заврши се у банка, нели треба од 8 до 4 да работиш, после фамилија имаш да гледаш. Така да тоа е нешто што као процес мислам дека треба и кај фамилиите да се влијае. Така да една кампања во тој дел според мене од аспект на пристап до информации, исто се слагам дека треба да постои една платформа кај што ќе бидат вклучени сите учинители, нели, кои какви програми има за женско предприемништво. Или тука би рекла и програмата, нели, на Европската банка за обнова и развој за женско предприемништво, мислам дека не е многу добро присутна на некоја така заедничка платформа. И од аспект на ова што се спомна за пристап до финансии и стравот на жените, нели, да влизат во таква една, или да земат кредит или да се задолжат во било која форма. Тука сметам дека е многу значајно жената во целиот тој процес на финансирање да биде поддржана со надворешна експертска помош, дали било консултантски услуги, дали коучинг, дали обука или во било која форма, која што може да биде или пред да се земе инвестицијата, за време на финансирање или после финансирањето, што ќе ја води буквално и целиот процес од идентификување на точно во која области е потребна помош, до идентификување на кој е најсоодветниот механизам за финансирање, до пратење и понатака во реализација на инвестицијата. И тука сметам дека исто е многу важно да еден мотив за земање на кредити или добра комбинација со грант. Така да не знам сега тука дали имам простор во малку, аз залоцнив, не слушнав се што се презентираше. Меѓутоа она што ги мотивира луѓето генерално, сите, не само жените, посебно би ги мотивирало и жените, доколку или им се овозможи земање на кредит или било кој начин на финансирање кој што би имал грантова компонента. Че дел од инвестицијата да биде се покрие со неповратни средства, секако нели во да биде инвестиција во одредена област која што е значајна за општеството, рекеме тоа, не знам, зелени кредити или дигитализација или сепак во нешто се најактуелни теми.